Уште најмалку 200 згрижувачки семејства се потребни за да се обезбедат соодветни услови за децата кои се без родители и родителска грижа, а не можат или потешко можат да бидат посвоени. Бидејќи се работи за деца во различен ризик, на различна возраст и со различни потреби во однос на должината и видот на сместувањето во згрижувачкото семејство, од Министерството за труд и социјална политика вела дека е потребно да се развие достапната мрежа на згрижувачки семејства во сите градови, со што ќе се овозможи детето да продолжи да живее во познато опкружување. Од Министерството за труд и социјална политика посочуваа дека главен мотив за згрижување на дете во своето семејство превентивно е желбата да се помогне на децата кои од најразлични причини биле напуштени или одземени од нивните родители. Со цел да се зголеми бројот на вакви семејства, Министерството и УНИЦЕФ почнаа кампања што има за цел да ја покрене свеста на јавноста дека само грижлива семејна средина може да им ја даде негата и поддршката која им треба на децата и на која имаат право, и да ги поттикнат граѓаните да ги отворат своите срца и домови и да згрижат дете без родители и родителска грижа. Изминатите неколку недели околу 200 заинтересирани граѓани се јавиле на отворената телефонска линија 15-133 во рамки на кампањата. Во моментов во Македонија има 172 згрижувачки семејства во кои се згрижени 274 деца. Висината на надоместокот за згрижување на дете без родители и родителска грижа изнесува 8550 денари. За дете со воспитно-социјални проблеми 9870 денари, а за згрижување на деца со попреченост 11190 денари. Децата згрижени во семејствата имаат право и на детски додаток, а децата со попреченост добиваат и посебен додаток. Во тек е процес на деинституционализација, односно затворање на гломазните институции и сместување и на возрасни и на деца штитеници во мали групни домови, но приоритет на Министерството е малите деца до 3 години. Според програмата на Министерството до 2020 година, сите деца на возраст до 3 години треба да се извадат од институциите и да бидат сместени во мали групни домови, згрижувачки семејства или во друг вид соодветно сместување.